Интач со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Јас сум пастор, собственик на бизнис, инженер. Секогаш кога имам слободен момент, тука сум. Јас печам леп, за мене тоа не е работен ден. Оживувам кога служам кафе, имам неврзан разговор. Јас сум свештеник во одделот за шериф на округот Форсайт. Како прво, како свештеник, не си повикан како на роден ден. Обично тоа е нешто многу драматично. Во повеќето случаи тоа вклучува смрт. Гледам дека ова е вистинска можност да и служиме на заедницата каде што живееме, да им служиме на офицерите, да им служиме на луѓето кои имаат голема драма во нивниот живот. Ние сме обучени да се грижиме за нашите офицери, но исто така тренираме за да се грижиме за луѓето во најтрагичниот ден од нивниот живот. Моите надежи за моето служење се дека навистина ќе бидам личност на која полицајците ќе и веруваат. Така, мојата надеж е дека тие нема да ме гледаат како странец, туку како член на семејството, кому ќе можат да му веруваат со својата тага, кому можат да му веруваат да го поканат во нивните ситуации. Тоа е посветеност, тоа е достапно 24/7. Тоа не е работа, тоа е служење. Една недела ми се јавија дека еден од семејството во нашата област во соседството бара свештеник. Кога дојдов на местото на настанот, открив дека 15 годишно момче извршило самоубиство. Тоа беше хинду семејство. Тоа беше семејство кое не оди во христијанска црква. Дури и не знае што е пастор, но им требаше Божи човек кој може да се моли над нив. Се чувствував толку кревко. Го прашував Бога дали сум јас вистинската личност да го направам тоа. Затоа што се среќавате со ситуација од реалниот живот и мислам дека после ова се чувствувате како да сте направиле нешто правилно со вашиот живот, со вашето време. Она што ми се допаѓа кај пекарницата е односот еден на еден со моите клиенти. Тоа е местото каде што служењето на доктор Стенли е многу важно за мене лично. Тој е ментор за мене. Како да се пренесе пораката и како да се пренесе суштината на добрата вест до луѓето на кои им е потребно. Со текот на годините кога го слушав, само тој глас ми даваше самодоверба. И кога вашиот живот е во склад со Исус Христос, тогаш не е важно како Господ Исус сака да ве користи. Водење кафули, правење лате, служење на семејство кое што туку изгубило некој близок или едноставно биди добар самарјанин. Сето тоа доаѓа од твоето срце, од твојот обновен ум. Само велиш, Боже, како сакаш да го користам? Јас ќе бидам сад. Мислам дека ќе бидам твојот глас. Користи ги моите раце, искористи ги моите таленти, искористи го мојот живот. Следно на програмата Интач. Дали ти оди со Бог? Кога ќе дојдеш до крајот на животот, по што сакаш да бидеш запаметен? Твојата добрина, љубовта, држливоста, знаењето, мудроста, твоите способности и вештини? Како знаеш да се поврзаш со другите? Или тие ќе те паметат по твојата скржавост, гордост, твојот спротивен став, неискреност? Не си сакал никого, си бил само една гневна личност. Што ќе кажат луѓето за тебе кога ќе те нема? Можеби ти си личност која вели: се надевам дека не памтат ништо за мене. Дека тие ќе памтат, можеби не многу, но ќе памтат. Дали некој ќе каже: јас не знам многу работи за него или незе, но ова го знам.
Тој одеше со Бог, таа одеше со Бог. Толку знам за него или неа. Дали би можеле да имате нешто повеќе и нешто христолико од тоа да кажете дека некој одел со Бог? Затоа, ајде да ве прашам. Како една личност оди со Бог? Како знаеш кога одиш со Бог или кога не? Она што би сакал да ви го дадам е една кратка изјава да дефинирам што значи да се оди со Бог. Да се оди со Бог значи тој да продолжи да биде центарот на вашето мислење. Во се што правиме, се што зборуваме, се што мислиме, во нашите врски, во нашите финансии, планови и секоја област од нашиот живот. Тоа значи да одиш со Бог. Тоа е најмудриот пат по кој се оди. Затоа сакам да свртете за момент и да погледнете во Битие глава 5. Овде е Енох за кој Библијата вели дека одел со Бог и потоа исчезнал. Бог го зел. Погледнете во глава 5, стих 21. Енох живееше 65 години и стана татко на Матусала. Поточно, Енох одеше со Бог 300 години откако стана татко на Матусала и имаше други синови и ќерки. Запамтете дека неговиот син живеел најдолго од сите во Библијата. Сите денови на Енох беа 365 години. Енох одеше со Бог и исчезна, зашто Бог го зеде. Ако некој рече, дали ти одиш со Бог? Се прашувам, што би рекол? Дали ќе речеш да? Потоа, ако те прашат, па што правиш за да одиш со Бог? Дали некогаш си одговорил на тоа? Јас сакам да ти дадам одговор. И сакам да ти дадам список на работи кои се апсолутно важни за да одиш со Бог, да бидеш по Божја волја и да одиш по пат што го задоволува и прославува Бог и ти донесува на тебе најдобар живот што би можел некогаш да го имаш. Првата работа е ова. Тоа е да го прифатиш Господ Исус Христос како твој личен спасител. Тоа е почетокот. Со други зборови, ако јас сакам да одам со Бог, нема да можам да дојдам до Бог, освен преку Неговиот Син, Господ Исус Христос. Никој не доаѓа кај таткото, вели Исус, освен преку мене. Сакаш да го следиш Бог? Дојди кај Исус. Соочи се со крстот, воскресението. Таму почнува одењето со Бог. Секој кој ти кажува дека живее добар живот е се во ред, а го отфрлиле Исус Христос како нивен спасител, или го игнорираат тоа, или живеат во грев и целосно се заслепени со тоа. Најпрво треба да го прифатиш Господ Исус Христос како твој спасител. Тоа е патот по кој доаѓаме кај Бог. Ако јас сакам да одам со Него, тогаш јас треба да бидам со Него. Како да бидам со Него? Преку примањето на Неговиот Син, кој ми ги простува моите гревови, прави возможно за мене да имам лична интимна врска со Него. Прв чекор. Второ, тоа е, јас морам да учам да го слушам Него. Ако јас не го слушам Бог, нема ниту да го следам. Ако ти не научиш да се молиш и да го слушаш Бог, нема ниту да го следиш и нема да одиш со Него. Thirdly, you've got to trust Him. If you don't trust Him, you're not going to follow Him. Молитвата е апсолутно важна. Затоа јас кажувам многу често дека нашата молитва и медитација, времето кое го минуваме насама со Него, е апсолутно важно. Бидејќи кога ти го читаш Словото, зборуваш со Него и го слушаш, тој ќе ти покаже работи. Слушајте, ти нема да пронајдеш никаков друг начин. Трето, ти мораш да му веруваш. Ако не му веруваш, нема ниту да го следиш Него. Често пати јас зборувам за некого и ќе речам, само верувај во Господ. Па јас верувам во Него. Тогаш покажи ми како ти му веруваш на Него. Кога ќе почнат да ми кажуваат, тие не веруваат во Бог воопшто. Тие само се надеваат, посакуваат, погодуваат и ова и она, дека работите ќе завршат добро за повеќе од времето што го имаат, велат тие. Но тие не одат со Бог.
да се оди со Бог, јас треба да го слушам Него и да верувам во Него. Ако не му верувам, нема да одам со Него. Верувај во Господ со сето твое срце. Не се потпре на своето собствено разбирање. Во сите твои патишта, признај го Него и тој ќе те упати. Така, тој нема да ме води да одам со Него без да го следам, бидејќи сето тоа го кажува Писмото. Верувај во Господ со сето свое срце. Не се потпирај на собствено разбирање. Во сите твои патишта признај го Него и тој ќе ги исправи твоите патишта. Така, ако го следиш Него, ако сакаш да одиш со Него, ако сакаш да бидеш личност што Бог сака да бидеш, тогаш ти треба да решиш во одреден момент. Јас ке верувам во Него. Сега, внимавајте. Зошто ја нагласувам до вербата? Бидејќи некогаш, всушност, многу пати, Бог ќе побара нешто од нас што нема смисла. Не се вклопува. Не мора да е правилно време. Може да е тој или таа, тоа, не. Но Бог вели, тоа сакам ти да го направиш. Никаде тој не ни ветил дека ние ќе разбереме. Но слушајте, ако јас сакам да одам со Него, ќе го направам она што тој вели, без разлика дали разбирам или не. Така вие треба да решите, дали ќе му верувате на Него или не. Потоа секако, ако одите со Него, вие треба да се согласувате со Него. Ако не се согласувате со Него, нема да одите со Него. Затоа да ве прашам, дали некогаш сте се согласувале со Бог? Да, сите ние понекогаш игнорираме, будалести сме. Можеби пред навистина да бидеме во допир со Бог, колку што можеме најдобро. И што се случува? Мислиме некако дека ние можеме да направиме се да функционира. Внимавајте, ние не сме научени од Писмото дека Бог треба да се сложи со нас. Ние сме учени од Писмото дека ние треба да се сложиме со Него. Тој е оној кој е семоќен, се присутен и се знаечки. Потоа, секако, не е доволно само да се согласуваме со Него. Треба да се покориш на Него. Ако сакаш да одиш со Него, ти треба да се покориш на Него, бидејќи тој ќе побара некои работи што нема да ти се допаѓаат. Или тој ќе бара некои работи што ти целосно не ги разбираш. Покорноста на Него е апсолутно важна. Непокорноста покажува дека јас знам подобро од Бог што знае. Сега внимавајте. Ако јас не се покорам на Бог, и јас сум следбеник на Господ Исус Христос, Бог е мојот спасител, мој татко, ако јас не се покорам на Него, јас велам, јас знам подобро отколку Бог, кој е сезнаечки. И така, јас си одам по овој пат. Јас знам што вели тој, но ова не е премногу далеко. Слушајте, само еден чекор е катастрофа. Ако ние го следиме Бог, ние ќе одиме со семоќниот Бог. Покорноста е неопходна. Велите, па колку многу покорност? Делумната покорност е што? Непокорност. Ако јас се покорувам на Него, ќе го правам она што тој го вели, кога тој вели и на начин како што тој вели, точка. Дали ти одиш со Бог? Со други зборови, внимавајте, дали покорноста е начин на живење за тебе? Кога се будиш наутро, твојата намера е да се покориш на Бог денес. Семоќниот Бог е наш лидер, наш водач, наш Бог, кој не води секој ден. Ние треба да го следиме. А да одиш со Него значи, јас ја предавам мојата волја и сум спремен да се покорам на Него, бидејќи јас му верувам. А бидејќи јас му верувам, јас ќе се покорам на Него. Тоа што не верувам во Него е причината за непокорноста кон Него. Затоа запрашај се. Се надевам ќе се прашувате низ целата оваа порака. Дали јас одам со Бог или не? Лесно е да се каже да, но има некои критериуми. А она што ќе го направиме е, ајде да дадеме тест и да видиме дали одиш со Бог или не. Опасно е да бидеш во непокорност кон Бог, но од друга страна, ако јас одам со Него, ќе одам во иста насока каде што тој оди. Ако јас навистина и правилно одам по Неговата волја и Неговиот пат, јас се покорувам на Него и одам во иста насока. Сега, тоа не значи дека ти си како некој друг. Бог нема иста волја за двајца различни луѓе.
Тој има пат за тебе по кој одиш. Она што јас и ти треба да го направиме е да знаеме во нашето срце колку што најдобро го знам моето срце. Господе, јас одам во покорност кон тебе. Ќе одам онаму каде што ти сакаш да одам. Ќе правам она што ти сакаш да правам. И внимавајте, некој вели, јас бев спасен пред 40 години. Што значи тоа за тебе денес? Со други зборови, слушајте, секој ден ние треба да донесеме одлука. Дали јас ќе го следам Бог или не? Дали јас ќе одам со Бог или не? Може би, велиш, сега, дали мислиш да ми кажеш да станувам секој ден и да кажам, да, јас ќе го следам Бог? Не, ти треба да станеш секој ден и да кажеш, ти благодарам Господе, јас ќе те следам преку силата на Светиот Дух, ќе одам по твојот пат, било што и да сакаш ти денес. Ние би сакале да се разбудиме посветени на Него. Ние одиме со Бог затоа што ние сме такви. Ние сме запоседнати со Светиот Дух и Светиот Дух секогаш не води да направиме мудри, побожни одлуки бидејќи ние сме Негови деца. Ние одиме во Неговиот Дух и ние одиме по Неговиот пат. Така, покорноста е апсолутно неопходна. Сега, некои патишта изгледаат пократки, побрзи и поевтини. Забележете дека реков изгледаат, бидејќи начинот на кој изгледаат, тој начин не е Божи начин. Ако јас одам по Неговиот пат и во правец со Него, јас ќе мора веројатно да се разделам со многу луѓе. Ти не можеш да го имаш пријателството со светот, блиско пријателство и да одиш по патиштата Божи. Светот, јас не реков со никој во светот, бидејќи има луѓе кои сакаат ти да ги следиш нив. Ако треба да ги следиш светските патишта, треба да оставиш се за кое што зборуваме. Нема да одиш со Бог, нема да го слушаш Него, нема да се покоруваш на Него. Ќе се најдеш себе си како одиш во обратна насока. Затоа запрашај се себе си. Дали јас вистински и правилно одам со Бог или само се залажувам себе си? Па ти сигурно ќе мора да останеш во чекор со Него ако одиш со Него. Помисли на тоа. Едно е да одиш во иста насока, но што е со продолжување во тој чекор? Овде многу луѓе запаѓаат во неволја. Тие можеби одат во правилна насока, но не во чекор со Него. Честопати ние одиме пред Бог. Велите, како да знам дека одам во чекор? Компас никогаш не лаже, никогаш не изневерува. Ти го читаш Божјото Слово и ќе знаеш дали одиш на правилен пат или не. И дали си во чекор со Бог. Што значи во чекор? Во чекор значи дека Бог и ја сме заедно. Да живееш побожен живот, кој што е барање од Бог, благослов од Бог, витувањето на помош од Бог, е да го правиш точно она за кое зборуваме ние. Да одиш во чекор со Него. Да одиш во истата насока. Да одиш, да чекориш во силата на Светиот Дух. Многу луѓе се прашуваат, зошто? Тие велат, јас сум христијанин, бев христијанин со години, зошто Бог дозволи сето ова да ми се случи на мене? Јас постојано зборувам со луѓе кои поминуваат преку тешки проблеми. Понекогаш тие се јавуваат обично или можеби се среќавам со нив и тие ќе кажат нешто и не можат да сватат зошто ова им се случува ним. Па дали го слушаше Бог? Да, луѓето се брзи да речат јас го слушам Бог затоа што. Дали слушате? Кажете амин. Да го слушаш Бог и да размислуваш за Него не е исто. Јас можам да размислувам за Него. Тоа не значи дека јас го слушам Него. Ако јас го слушам Него, јас ќе размислувам за Него и јас ќе примам и ќе бидам чувствителен, што вели Бог. Дали тој вели успори? Дали тој вели побрзај? Дали тој вели оваа насока, онаа насока? Бог сака да ни кажува. Но, кога ќе помислам за целата идеја на одење и следење на нашиот Господ, помислите на ова. Ти не можеш да го подобриш неговото време. Еве зошто. Бидејќи тој е се присутен. Помисли на ова. Тој знае за твојата иднина. Тој знае се за твоите можности. Внимавајте, тој ги знае сите слабости кои ги имаш. Тој ги знае работите кои се најчувствителни за тебе, за да не се покориш на Него. И така, Бог го има целиот твој живот пред Него. Тој знае што е најдобро. Тој не сака ти да одиш напред пред Него или да заостануваш назад. Така ти можеш да му веруваш за се. Ако одиш со Бог, ти мора да му веруваш, да го следиш Него како што рековме за сите тие други работи и ти не можеш да го подобриш Неговото време.
Ако сакаш да живееш побожен живот, следејќи го него, верувајќи му, слушајќи го, покорувајќи се на него, секој чекор е важен. Потоа, една друга работа која е многу важна овде, тоа е дека јас треба да го љубам него. Ако јас не го сакам Бог, јас нема да го следам него вистински. Ако ти го љубиш него, што ќе правиш? Ти ќе сакаш да се покориш на него. Ако ти го сакаш него, ти ќе го чекаш на неговото време. Ако ти го сакаш него, ти ќе ги држиш твоите уши отворени за неговото срце. Сите работи што ги кажавме порано се вклучени во покажување на твојата љубов за Бог. Следење на неговите патишта, по неговите стапки, верувајќи му на него, слушајќи го. Сите тие работи се дел од љубовта кон него. Ако јас го љубам Бог, јас ќе се покорувам на него. Затоа запрашајте се, дали јас на вистина и правилно одам со Бог или не? Никој друг не го знае одговорот на тоа, освен ти. Потоа, ако јас сакам да го следам Бог, јас ќе го оставам гревот. Сега, што значи тоа? Тоа значи дека ќе продолжам да го чувам моето срце чисто, постојано. И ако нешто се појави што предизвикува да се сопнам во моето размислување или дело, јас ќе се справам со тоа веднаш. Тоа не значи дека ти ќе бидеш совршен. Оставањето на гревот, оттргнувањето од тоа, гревот не се вклопува со тоа кои сме ние, не се вклопува со тоа каков план Бог има за нас. Така, ако размислите за ова, гревот секогаш предизвикува да се сопнеш по еден или друг начин. Дали одиш со Бог, прашај го него. Дали има нешто во твојот живот за кое не знаеш дека треба да биде? Дали има некој грев кој едноставно е прикачен на тебе? Само си мислиш, па само еден мал, слушај, јас не можам да бидам совршен. Тоа не значи дека ние сме совршени. Секој се сопнува одејќи по патот. Можеш да одиш секаде и ќе има камен овде или мала дупка таму. Можеби ќе се сопнеш, но продолжи да одиш. Немој да легнуваш и да не кажуваш ништо. Направи промени во твојот живот кога треба да направиш. Но, ако не си спремен да го оставиш гревот, тогаш нема да одиш во покорност кон Бог. Нема да го уживаш најдоброто во животот. Ти ќе го пропуштиш Божиот најдобар благослов за твојот живот. Ти не можеш да имаш грев и светост во исто време. Тоа едноставно не работи. Ако јас одам со Бог, јас ќе се напрегам за свет живот. Сега, што значи тоа? Свет живот не е совршен живот, туку тоа е живот посветен на предаден на совршената волја на самотниот Бог. Тоа не значи дека ние сме секогаш без грев, без исклучок. Не, има време. Затоа тој вели, ако ние ги исповедаме нашите гревови, тој е верен и праведен да ни прости за нашите гревови и да не исчисти од сета неправда. Јован го пишуваше тоа за верните. Така ние правиме со гревот. Ние го исповедаме, се оттргнуваме од него. Затоа треба да се запрашате, во светлината на сето ова, колку од овие се вистина во твојот живот. Ако сакаш да одиш со Бог, сите тие се неопходни. Затоа, ајде да се вратиме на првото прашање. Кога Бог ќе те повика, по што ќе те знаат луѓето? Можеш да бидеш многу талентиран во некој област. Можеш да бидеш многу познат. Можеш да бидеш многу богат. Ти можеш да бидеш еден во многу работи. Но дали тие ќе можат да кажат дека ти одеше со Бог, само ако ти навистина одиш со Него? Ако ти ги следиш овие едноставни чекори на прифаќање на Христос како твој спасител, слушајќи го Него, верувајќи му, покорувајќи му се, ако останеш во Неговата волја за твојот живот, сите овие работи се дел од живеењето во покорност кон Него, бивајќи дел од Божјото царство, и ќе направиш разлика таму каде што си. Така, запраши се, дали јас одам со Бог? Можеш навечер пред да, ако те прашам, дали се молиш пред да одиш на спиење? Дали? Некој од вас да. Останатите сте во неволја. Слушајте, вистината е, зошто не одиш во кревет секоја ноќ зборувајќи му на Бог? Слушајте, ако тоа само зема неколку моменти да погледнете назад на денот и да кажете, Господе, дали јас одев со Тебе денес? И кога ќе се разбудите наутро, почнете го денот велејки, Господе, оспособи ме да Те следам Тебе денес, да одам со Тебе денес и да станам она што Ти сакаш да бидам. Ако никогаш не си поверувал во Исус Христос како твој спасител, кој што е првиот чекор, ти не одиш со Него. Јас сакам да те охрабрам да погледнеш во својот живот,
Барај Бог да ти покаже што тој гледа. Потоа ти ќе ги исповедаш и ќе се покаеш за твоите гревови, барајќи Бог да ти прости, кое што нешто тој го вети. Ако ние ги исповедаме нашите гревови, тој е верен и праведен. Тој има право да ни прости заради крстот. Ќе го исправи твојот живот, не според тоа што го правиш, но преку она што тој ќе го направи во тебе и преку тебе. Потоа почни да одиш со Бог. Погледни колку долго си одел без Него. Може би си од оние личности кои велат, па ми одеше доста добро без Него. Не, тоа е Неговата благодат, љубов и милост кои ни дозволиле да стигнеме толку далеко. Тој може да те тргне од сцената за миг од секундата. Работата е дали ти си спремен да одиш со Бог. Тоа е мојата молитва за тебе. Татко, колку благодарни сме ние за тој едноставен стих што вели: Енох одеше со Бог и тој исчезна затоа што ти го зеде. Нека биде речено за секој од нас, секој еден од нас. Ние одевме со Бог. Прави што е потребно, промени што е потребно, за да не вратиш назад во чекор со тебе, не пред тебе, не за тебе, туку со тебе. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете на веб страната www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонсорирана преку службите InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.